Октомври за тебе започнува со енергија која тешко ќе можеш да ја игнорираш. Како универзумот да ја подигнува завесата и да ја осветлува сцената, каде што токму ти си главниот актер. Звездите те охрабруваат да ја тргнеш маската на сомнежите и да застанеш целосно во својата моќ. Овој месец ќе почувствуваш дека ништо повеќе не е случајно. Секоја средба, секој збор, секој предизвик носи порака за твојот раст. Октомври е време да се потсетиш дека твојата сила е во упорноста, но и дека понекогаш најголемата храброст е да ја направиш промената. Добре дојдовте. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Земете од него само оно што ви резонира и запомнете, најважно е секогаш да верувате во себе. И доколку овие видеа ви носат инспирација, притиснете subscribe на каналот, лајкнете го видеото за повеќе видеа. Биковите во љубовта. Во љубовта, октомври ќе биде месец на длабоки разговори и искрени откритија. Ако си во врска, партнерот ќе има зголемена потреба да зборува за иднината. Можно е да се појават теми како каде сакаме да живееме, кои се нашите заеднички цели или дали е време за следниот шекор, брак, заеднички живот или проширување на семејството. Некои разговори може да те изненадат со сериозноста, но токму тие ќе ја продлабочат врската. Страста ќе биде силна. Моменти полни со смеа, блискост и допири, кои ќе те потсетат зошто си се заљубил или заљубила. Но ќе има и моменти кога ќе мораш да избереш дали да бидеш трпелив или да реагираш. Но запомни, твојата мирна сила е тоа што те прави привлечен, привлечна. А ако си слободен, октомври ќе биде полн со изненадувања. Средби на места каде што најмалку очекуваш. На работа, на некое кратко патување преку пријател. Можат да те доведат до некој кој ќе го разбуди твоето срце. Ке почувствуваш дека луѓето те гледаат со нови очи. Твојата енергија е магнетска. А некои бикови ќе има дилема. Дали да дадат шанса на стара симпатија, која повторно се појавува, или да се впуштат во нешто сосема ново. Но звездите велат, слушај го срцето, но не ги игнорирај и сигналите на разумот. А совет во љубовта, ќе има шанса да научиш дека љубовта не е борба, туку споделување. И не плашете се да зборувате за своите потреби и желби. Партнерот токму тоа сака да го слушне. Пари и кариера за биковите. Во кариерата, октомври ќе донесе моменти кога ќе треба да покажеш лидерство и трпение. Ќе се појават ситуации кои бараат од тебе да преземеш одговорност. Не затоа што другите не можат, туку затоа што ти имаш способност да гледаш по широка слика. А некои бикови ќе добијат можност да работат на проект што долго време го посакувале. Може би нешто поврзано со креативност, уметност, естетика или работа со луѓе. Други пак ќе почувствуваат дека е време да прекинат со соработката што им ја троши енергијата и да ја насочат силата кон нешто што ги исполнува. Финансиски. Ќе има денови кога ќе се чувствуваш сигурен и денови кога ќе бидеш во искушение да потрошиш повеќе од што треба. Венера ќе те влече на убави нешта. Мода, декорации, патувања. Но прашај се,
Дали ова ми носи вистинска вредност или е само моментално задоволство? Од друга страна, ќе почувствуваш силен порив да вложиш во нешто што е лично твое. Курс, проект, талент. И тоа ќе биде вистинската инвестиција. А совет за кариера и пари. Не брзај со големи одлуки. Ако некоја понуда изгледа премногу добра за да биде вистината, провери 2 пати. Но ако нешто ти ја буди страста и креативноста, тоа е знак дека си на добар пат. Здравје за биковите! Октомври ќе биде месец во кој твоето срце и душа ќе бараат хармонија. Повеќе од било кога ќе сватиш колку е важна рамнотежата. Доволно сон, добра исхрана и моменти за себе. Некои бикови може да почувствуваат замор или пат на енергијата поради претерана работа. Но запомни, твоето тело секогаш ти праќа сигнали. Ако се појават главоболки, проблеми со варењето или нервоза, тоа е знак дека ти треба пауза. Овој месец е одличен за воведување на нова здравствена рутина. Тоа може да биде нешто едноставно. Секојдневни прошетки, јога, лесна гимнастика или утрински ритуал со медитација. Телото ќе ти биде благодарно ако му дадеш стабилност и ритам. Исто така, ќе почувствуваш и потреба да внимаваш низ храната. Помалку брза храна, повеќе свежо и природно. Внеси повеќе овошје, зеленчук и вода. А совет за здравјето? Не заборавај на психичката страна. Земи време за книги, музика или едноставно тишина. Кога умот е во баланс и телото процветува. И заклучок за месец октомври. Драги бикови, октомври е месец за вас на избори и будење. Љубовта ќе бара од тебе искреност, кариерата ќе бара одлучност, а здравјето ќе бара нежност. И сето тоа е дел од еден поголем процес. Твоето зацврстување и подготвување на нов циклус на раст. Но запомни, твојата сила не е во тоа да се бориш со сите, туку да останеш верен на себе и она што ти носи радост. Овој месец ќе научиш дека можеш да имаш и љубов, и стабилност, и здравје. Само ако не се плашиш да бидеш свој. Биди бик кој не се плаши да сака, да ризикува и да блеска. Драги бикови, ви посакувам прекрасен месец октомври и секое добро до наредно слушање.